Царската ќерка што неќеше машко да видит. Чита Александар Станојков. Една царска ќерка неќела машко да види, ниту пак да се мажит. Го натерала татко да направите еден сарај сред море за тамо да си седите и машко да не видит. По време се расчуло за царја ќерка оти неќела да видит машко и неќела да се мажит. Паднале на муабет некои момчиња, помеѓу нив имало и едно момче куменџиче. Од мерата надвор било мајстор во занаато и се обложило со друзите момчиња за да ја земит тоа за невеста царја ќерка од Среде море, од сарајка што била затворена. Другарите од куменџичето не му верувале и на тоа згора се обложиле за да ја земит. Си зело куменџичето сите дуќански алати, си зело сребро, злато и си влегло во една вечер на една ѓемија, та дошло ноќта до сарајите од царската ќерка и застанало да една штица со се алатите што ги носело. Таман беше се обзорило и беше дало едно силно викање со плачење: "Аман бре луѓе што сте во сарајот, елате да ме избавите, оти ќе се удам." Кога беше чули измеќарките и беа го виделе, отрчале и беа ја кажале на царја ќерка оти било едно момче на една штица во морето, се молело да го избават да не се удаит. Му се нажалило на царја ќерка за да не се удаит момчето и му дала изимни измеќарките да го избават и да го клаат во некој одеа најнакрај што ет, за таа ич да не го видит. Го изваили измеќарките и беше го клале во една крајна одеја да седит, дури да поминит некоја ѓемија и да го испртат. Едно седнување момчето во одајата и беше си отворило алатите и беше направило едни стребрени и позлаќени налани, чудесни дури сами да одаат. Набрго беа оиле измеќарките и го погледувале куменџичето што пред. Кога беа и виделе наланите што беше направило момчето, беа се зачудиле и трчаница беа пошле кај царја ќерката, беа ја кажале. Кога чула тоа што ја рекажале измеќарките, ја се посакало да ја видит наланите и таа. Отишла и беше и видела низ една дупка. Кога ја видела, срце беше заватило за нив и беше и пратил измеќарките да му и купит. А тоа беше му рекло на измеќарките, оти со пари не и продавало, ами да дојдела царја ќерка и да си ја обуела сама за бакшиш ќе му и даело дека го избавила од море. Виде не виде царја ќерка, беше се предкрила со една шамија за да не го види момчето и беше пошла, та беше си обула позлатените налани и беше си ошла. Другиот ден беше направил една урка со 12 вретена, сите позлатени и сами да предат. Кога беше ја видела царја ќерка, на чудо беше станала и пуштила измеќарките да му ја купат. Колку пари ќе сакат, толку да му дајат. Момчето пак вака беше му рекло: "Сама да дојди и да си земе." Думала, шестала царја ќерка, пак беше се предкрила и беше пошлата, беше си ја зела урката. Третиот ден направило момчето една позлаќена кошула што човечко око не беше видело. Кога беше ошла и беше надзирал низ дупка, очите беше и се зеле од молскотниците што светеше кошулата. Што пуста кошула беше била, рекла царја ќерка. Ниту татко ми имал, ниту некој друг ќе имат на овој век. Ако можам да му ја клаам враце, како мене друга не ќе имат на веков. Пратила измеќарките за да му ја сакат и момчето пак за пари неќело да му ја продаа, ами тој со раката своја да му ја облечит на царја ќерка, да така ќе му ја дајт. Видела, не видела царја ќерка, бидејќи сврбело да ја клајт врака кошулата, се предкрила и отишла при куменџичето, та се слекла да му ја облечит тоа само. Убава девојко, царја ќерко, му рекло момчето, ти кошулава ќе ја ќердосаш, ама со неа треба со мене да се венчаш, чунки јас тебе со наланите те посврчив, а со урката те строисав и со кошулата ќе те венчам, да така ќе ти ја давам кошулата. Кога ги чу царја ќерка тие збори од убавото момче, веднаш се предала и си излегле од цареот, да си отишле кај царот. Толку беше, тате, беше му рекла на татка моето коуѓерство, момче си бендисав, момче си зедов.
така куменџичето и царија ќерка ја зеде и облако го доби.